Се зајакна кадровската екипираност во Општа болница Куманово, со вработувањето на 24 млади лекари специјализанти во 15 различни медицински гранки. Прв пат во болницата ќе може да се изведуваат интервенција од пластична и реконструктивна хирургија, а пак на некои оддели ќе биде воведено двосменско работење. Она што како проблем се провлекува изминатите години е недоволен интерес за анестезиологија и на последниот оглас не се пријавил ниту еден специјализант по анестезиологија и реанимација, ниту пак офталмолог, дерматолог и психијатар, информира директорот на болницата Сашо Стошевски. Сега имаме вкупно 24 вработени специјализанти на неопределено време. Тоа е идната надежна општина Куманово, на Општата болница Куманово. Се надевам дека со вработување на истите специјализанти ќе ја подобриме значително услугата, ќе бидеме поблиски со пациентите и млади се во младите и силата. Сега ќе ја распишеме повторно конкурс за овие 4 специјализанти, со тоа што да напоменам и дека конкурс за специјалист анестезиолог е отворен 365 дена во годината, бидејќи реално имаме недостаток од анестезиолози во Општа болница Куманово. За жал, стратешките планови на сите болници во внатрешноста пред 7-8 години не се реализирани како што треба. Значи, работата е малку покомплексна. За да добиете еден специјалист анестезиолог, ви се потребни 7 години специјализација. Значи, некој требал да распише оглас за специјализација, односно да прати општи лекари на специјализација по анестезиологија пред 8-9 години, за да сега имаме спремен кадар. Не сакам никого да обвинувам, меѓутоа порано е било жрботека со специјализација, кој што сакал тоа добивал, а нешто е реално потреба на градот и на болницата. Во моментот тоа го амортизираме со тоа што имаме договор со 8 септември, со Карил, со Стара градска болница, со ШАИБ, со ГАК, со сите можни установи во Македонија здравствени, с кои ни помагаат и ни праќаат доктори на дежурство. Меѓутоа, за жал, тоа е се на добра воља. Доколку сака доктор да дојде до дежура, ќе дојде, доколку мисли дека има побитни работи, не сака да дојде. Сега, за да тоа го надминеме, треба сериозно да се зафатиме со работа и ние и владата, да се направат некои законски измени според мене во Законот за здравствена заштита, каде што за дефицит на кадар, што е реално во другите болници, каде што не може да се одбива 24 часовна заштита, ќе мора да се направи измена во член 164 беше да се додаде точка 8 според мене, сега пак има стручка лица за тоа што го разгледав, каде што без разлика дали здравствениот работник е согласен да биде префрлен во друга здравствена установа, ако реално има потреба за непречено одбивање на здравствена заштита, да мора да биде прераспореден на определено време. Кај нас има уште поголем проблем, што имаме само 20 анестезиолози во редовен работен однос, кои 2026 на почеток одат у пензија. Значи, Општа болница Куманово ќе остане без ниту еден анестезиолог. Доколку на вистина не се преземат сериозни мерки во законската регулатива, ќе биде многу тешка за работа. Во моментот, во месец јуни, имаме 7 или 8 дена непокриени со анестезиолог. Апелирам до граѓаните на трпение, значи правиме се што можеме да ги покриеме тие дни, меѓутоа тоа е што е проблемот, не ви кажам не од сега, тоа е проблем што трае 3-4-5 години. Оперативата, хитните случаи ги работиме, програмот за жал не се работи и идните случаи од областа на гинекологија ги препраќаме за Скопје. Бидејќи ако денеска имаме анестезиолог, направиме цасферес на гинекологија, утре, други ден, трет ден за утре може да се искомплицира нешто, а ние немаме анестезиолог тука, затоа сме принудени да плаќаме на клиника за гинекологија. Правиме стратешки план, исто стратешки план постои од 90-та година сега во болницата, меѓутоа правиме стратешки план и апелирам до наредните дни што ќе ја водат болницава менаџери, сите и после мене да се придржува на тој стратешки план како едноставно патека на движење. Значи, тука нема политика, нема сентименталност, нема пријателство, значи тоа е стратешки план. Ако знаеме дека за 8 години ќе ни фалат психијатри, мора да пуштиме специјализација, тоа е тоа. За да не се доведеме до ситуација како со анестезија што ни е сега.